Благодарам. За збор е приявен господинот Мирољуб Орландич от мрежата за мултикултурно општество. Повелете. Благодарам, председателе, почитувани пратеници, почитуван министре, почитувани директорке. Ви благодарам што ни овозможивте да ви се обратиме денеска на вашата комисија, бидејќи се обративме до председателот со желба да учествуваме и да помогнеме во работата на комисијата, а нашата цел е да го подобриме законот и основна наша цел е да една група исклучени заедници од јавната администрација, од јавниот живот, добие право да учествува во него. Значи се работи за заедниците на црногорци, хрвати, египćани, словенци, пољаци, украинци, руси и арменци. Значи ние имаме свое сојузно здружение кое го формиравме од причина што констатиравме дека ниту Заводот за статистика, ниту било кој друг државен или владин орган не есапи во ниедна комуникација. Значи не постоиме како статистички податок, постоиме во преамбула на устав како други или останати и така редоследно се до податоците што ги објавува Заводот за статистика. Наша основна цел е да проговориме дека постоиме и во таа смисла ја молам директорката на Заводот за статистика да го има во предвид нашиот став. Нашето конкретно обраќање би се однесувало на следното. Значи, како што во преамбулата не сме опишани и како што не нема никаде, предпоставуваме дека и во Државна изборна комисија ќе немаме свој представник. Затоа ве молиме да членот 27 став 5 биде почитуван максимално и значи ние сме подготвени да предложиме свој член кој би учествувал во работата на Државна комисија. При вработувањето на попишувачите, како и друг кадар кој ќе се занимава со пописот, ве молиме да имате во предвид дека постоиме и дека сакаме да земеме активно учество во пописот. При изготвувањето на образецот на кој ќе се врши пописот, ве молиме да овозможите да попишувачот го прашува граѓанинот за неговата национална припадност, а не да му нуди однапред подготвени одговори. Значи, ние го немаме образецот и не можеме од сега да го коментираме, но од сега ве молиме за тоа. При објавувањето на конечните резултати, ние сме исклучени од податоците, значи пишува бројка останати. Се работи за 10% од населението на Македонија кој не му припаѓа на албанско, значи не македонско и не албанско население. Ние сме група која опфаќа 10% или 21.470 по последниот попис. Значи ве молиме да го објавите конечен резултат од кој ќе се види кој и до најмалните заедници го искажал својата национална припадност. Исто така, во последно време се појави манипулација при вработување во државните институции и при запишувањето на факултетите. Значи, конкретно ви укажувам дека на неколку наврати ни се јавуваат луѓе кои не припаѓаат на нашите заедници и не молат да им потврдиме дека се припадници на помалите заедници, за да можат да се вработат или да се запишат на факултет. Предлагаме, знаеме дека се коси со законот за заштита на податоците лични, но ние ви предлагаме едно решение, се надеваме ќе најдете нешто што ќе биде усогласено. Мора да воспоставиме ред во вработување по однос на национална припадност и по запишување на факултет и други услови кои државата ги прави. Значи, предлагаме Државниот завод за статистика да биде единствена институција во државата која ќе може да потврди кој како се искажал по национална припадност на последниот попис и тоа да биде услов за негово вработување по основ на национална припадност. Се друго е со некакви изјави или со кажувања. Одговорно ви тврдам дека 50% од тие останати воопшто не се припадници на заедниците. Исто така наше барање е да овозможите да се предвиди мониторинг од страна на невладините организации кои ги застапуваат интересите на заедниците.
Значи да се изнаде начин да можеме одредена група на припадниците на невладиниот сектор од страна на заедниците да вршиме мониторинг, да не овластите да можеме да вршиме мониторинг. Благодарам.